Турската компанија Чагатай Кабло го постави камен темелникот за изградба на фабрика во Бунарџик. На површина од 7000 метри квадратни ќе се произведуваат џици и кабли за потребите на автомобилската индустрија. Инвестицијата, која се проценува на околу 6 милиони евра, ќе вработи околу 300 лица, а се очекува да започне со работа првата половина на 2018 година. Се работи за компанија која произведува кабли и електрични инсталации за автобуси, земјоделска механизација. Тоа што ме радува е фактот дека Чагатай Кабло е добавувач на компанијата Ван Хул, која е веќе присутна во зоната. Една од причините зошто турската компанија се одлучила да инвестира во Македонија и да биде поблизу до нејзиниот главен клиент Ван Хол, објасни нејзиниот собственик. Денеска ги ставаме темелите на планираната инвестиција која беше планирана уште во 2016 година со одлуката за инвестиции која е се уште валидна, поддржана од владините симулативна политика во нашиот регион и од нашиот главен клиент Ван Хол. Денес ја остваруваме првата фаза на нашата инвестиција, фрлање камен темелник на фабриката. На настанот се обрати вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушав, кој кажа дека сите странски компании се добре дојдени да инвестираат во земјава, а доколку имаат пораст на приходот на крајот на секоја година, ќе ја добијат и најавената државна помош од 10% од сумата која што ја инвестирале. Па еден од критериумите е доколку компанијата остварува раст секоја година, дека ќе добие назад 10% од инвестицијата. Доколку нивната инвестиција е 6 милиони евра како што тие најавија, тогаш транспарентно значи поддршката ќе биде 10% од тоа, односно 600.000 евра. По тој критериум, а има и други критериуми, нели, доколку даваат плата на вработените повисока од 18.000 денара, тогаш ќе добијат 1.800 денара, односно 10% назад од нето платата и нормално доколку запослуваат високо образован или високо платен кадар и даваат плата над 45.000 денара, за истите тие ќе добиваат значи 20% назад, односно 9.000 денара за секој вработен од таа група. И уште нешто, доколку се одлучат да нивниот развоен центар го префрлат во Република Македонија, во тој случај значи ќе бидат поддржани исто така со 20% на високо образованиот кадар кој што ќе работи во развојниот центар и 30% од инвестицијата што ќе ја направат во тој развоен центар. Инаку турската компанија Чагатай Кабло е основана во 1998 година. Главни клиенти се водечките производители на автобуси, трактори, градежни машини, камиони, комерцијални возила, клима уреди, како и машини чистачи и специјални аеродромски возила.